Полна сала, театар и македонски евергрини. Заврши уште една приказна на манифестацијата и тетовските глумци ПОА. Трето и малку поинакво издание, исполнето со убава музика и подсетување на дамнината на тетовското чешитно живење. Целта и тетовските глумци ПОА да биде манифестација за која секогаш ќе се бара карта плюс, вели режисерот Саше Серафимовски. Сметам дека македонската брилијантна забавна евергрин музика има посебно место во една ваква манифестација и токму ИТГП 3 го посветивме на македонската евергрин и пред се забавна музика. И тетовските глумци пеат оваа година се покажа поинакво подобро издание. Не знам, тоа сепак треба да го кажат гледачите или на крајот на краиштата, меѓутоа сметам дека оваа година ИТГП почнува да личи на ИТГП. Односно третото издание почнува да личи на она што ние како дел од организациониот тим го планираме да биде понатаму, тоест да биде на манифестација на која што секогаш ќе се бара карта повеќе и на која што секогаш ќе биде престиж да бидеш присутен, не заради тоа што ние кремот на овој град, туку заради тоа што сметам дека навистина правиме нешто култно и нешто културно за овој град. Тетовци се луѓе од поинаков ков, вели актерот Глигорije Стојановски. Актерите тоа и го покажаа на сцена, користејќи се со приказни од старите тетовски писанија, како што е Глас полога. Годинава се одлучивме да нема класичен стендап, да има поиќе театарска игра, ради тоа што оваа година не направивме ни една представа, срам да ни е. Ама се надевам дека наредната година ќе направиме некоја, може поиќе представе, ама ова што направивме вечерва беше малу локал патриотски на тетовски говор, имаше некои фрагменти од Глас полога, од списанието, поздрав и до нашиот пријател Бранислав Светозаревиќ, кој успеа да ни ги обезбеди овие текстови. И мислим дека беше интересно, публиката се насмеа, виде дека ние тетовчани смо некои луѓе од посебен ков, а ние глумциве вечерва мислим дека успеавме да ги насмееме луѓиве со тоа што кажавме и се развеселија со нашите песни и многу интересно, ние играмо и глумимо за аплауз. Драго ми е што многу среќни лица видов вечерва после завршување на и тетовските глумци ПОА 3. Никогаш да не ги заборавиме луѓето кои биле дел од театарот, истакна режисерот Серафимовски. Актерите на крајот од манифестацијата му оддадоа почит на Бошко Јовановски Пипа, кој постојано беше позади кулисите. Имало повеќе представи кои што мислим го преокренале текот на настаните во градот. А мислим дека така и часта. Зашто гледам дека има многу млади деца кои што стварно се добри. И кои што даваат многу од себе за да тој театар си тече. Да немало ентузијасти и таленти не беше одржан. Ја не сум актер. Секој сум бил позади кулисите таму. Ја можда не сум видел представа, меѓутоа гласовите на актерите сум ги слушал и тоа ме носело да бидем се поприсутен овде. Значи има нешто што тие даските те влечат да биде се присутни. На љубовта кон театарот за сите еднакво. Тој што не го сака театарот нема ни да дојде. Е стварно не секојдневно, како да кажем. Човек кој не е од театарот и човек кој не е за театарот, како што кажав, не може да знае што значил Бошко Пипа за тетовскиот театар, меѓутоа знам јас. Јас сум еден од односно не сум еден од последните, туку сум последен кој работел со Бошко Јовановски Пипа на представата Вишновата градина. И многу ми е искрено жал што не успеавме да ова наше признание од колегите од театарот му го доделиме лично и моравме да го доделиме на овој начин. Меѓутоа, сметам дека сепак направивме добро дело, наше, на помладите до на повозрастна генерација, да никогаш не ги заборавиме, особено оние луѓе кои што навистина многу направиле за театарот, биле за театарот и биле луѓе од театарот.
И тетовските глумци поа прераснува во, како што вели Серафимовски, култна манифестација во Тетово, градот кој години наназад живее со и за театарот.